И Тарпео има историите зоографи. Во Пејовото село се градела црквата Света Богородица. Откако мајсторите ѕидари ги завршиле градежните работи, дошле мајстори зоографи, за да ги насликаат ѕидовите со различни светци и божества од Стариот и Новиот Завет. Спрема тамошните обичаи, поимотните селани го финансирале сликањето на светците, а се разбира оној селанец кој давал најмногу пари го финансирал сликањето на Исус Христос или светецот чие име го носела црквата, па спрема тоа имал и почесно место во црквата. Но бидејќи селото било мало, а светците за сликање биле многу, црквата решила да побара помош и од поимотните верници. И така манастирскиот ѓак почнал да шета по куќите и да бара помош за манастирот. Арнаама времето жешко, илин ден време, му се смачило да шета по сите куќи, па затоа решил да ги собере селаните и пред сите да одржи збор. Така решил и така направил. Ги собрал сите селани, се разбира, само мажите, во горно мало, кај чешмата. На овој собир дојде и Тарпео, не од тоа што има пари да даде на манастирот, ами да направи некој шеретлак. Ке бидеме за црн резил, почна ѓакот, ако ги оставиме ѕидовите на манастирот голи како нас, а уште посрамно е ако ни избегаат овие мајстори што ги сликаат Христос и Богородица. Господ да ми прости, толку се убава нацртани, уште да прозборат. Почна да ги фали мајсторите, оти светците ги прават како живи. Еве, рече Пео, ако сум сирома, ќе дадам пари за 2 слики, само да ми направат една. И почна да плаче на глас. Што плаче? Бре Пео, што е сега? Во еден глас го прашале на собраните селани. Да ви кажам право, плачам и од тага и од среќа. Како може така, бре Пејче? Запрашав чудени селаните. Море тоа не е ни толку важно. Може човек си има некоја мака што не е за кажување. Јакот го бранеше Пео. Туку ајде, кажи им на мајсторите за која икона даваш пари. Пео одвај чекаше да го прашаат за која слика дава пари, а уште повеќе што беа тука мајсторите, па можеше да ги праша нив лично. А бре мајстори, ке ви кажам како на браќа, јас сум сиромак, останат сум сирак, уште од мал ни татко знам, ни тој мене ме знае. Тој мене, што не ме видел, да го оставиме да си бараат чаре. Туку ако вие сте толку ербаб, како што ве кажува овде ѓаконот, да ми направите една слика од татко ми. Господ да си го прости, да му се миросани коските, што се вели лафот. Па што ви чини, ке ви платам и за неа и за Христос. Бива, Пео, бива, што е тоа лав да не биде, туку да ни дадеш некоја слика од татко ти, ами јас, кога би имал слика, што ке ми е вие да ми го сликате? Им се обрати Пео на мајсторите. Ти бре Пео, навистина си бил за никада, како ќе го насликаме татко ти кога не сме го виделе никогаш во животот, се правдаа мајсторите. Ами зар вие светците сте ги виделе ли некогаш, па што ги сликате? Ај сикте од тука слепцини заедни. Нас ли најдовте да не лажете? И така се растури собирот, а и Тарпео си замина задоволен што ги насамари мајсторите кои бараа многу пари.